Добар ден, го гледате дневникот на Канал Плюс во 16:30. Гледајте кои настани го одбележаа денот. За околу 2 години Истокот ќе добие најсовремена клиничка болница во Штип. Објавен е меѓународниот тендер со што и официјално почнува реализацијата на овој крупен проект на владата на Македонија. Штипјани денес му се поклонија на народниот херој, генерал Михајло Апостолски. Се одбележува денот на смртта на херојот кој наскоро ќе добие спомен куќа во Новосело. Утре православните верници ќе го слават празникот Света Параскева петка. Недела е Свети Пантелеймон, празник кој масовно се слави на планината Голак. Пожарникарите повикуваат на крајна внимателност. Банката на Советот на Европа го објави тендерот за градба на клиничка болница во Штип. До октомври 2017 година Истокот ќе добие најсовремена клиничка болница. Со инвестиција од 30 милиони евра ќе се реализира уште едно предизборно ветување на владата, а квалитетна здравствена заштита ќе добијат околу 200.000 жители од регионот. Од октомври годинава започнува изградбата на новата клиничка болница во Штип. Денеска од Министерството за здравство го објавија 3D моделот за изгледот на болницата која ќе биде современа и со европски стандарди. Банката на Советот на Европа во официјалниот гласник на Европската Унија го објави тендерот за градба на болницата, а инвестицијата ќе чини околу 30 милиони евра. Новата болница ќе се гради на местото каде во моментов е Штипската клиника, на површина од 34.000 метри квадратни. Министерот за здравство Никола Тодоров изјави дека болницата ќе има билдинг менеджмент систем, кој што во целост ќе ја контролира електриката, кој директно ќе биде поврзан со болничките соби. Досега во Македонија се нема изградено таква болница. Една од основните предности за оваа болница е и тоа што ќе има сопствен резервоар за вода, кој може да обезбеди автономија од 2 дена на целата болница, како и сопствен агрегат во случај на прекин на електричната енергија. Според проценките, клиничката болница треба да биде готова до средината на октомври 2017 година, а ќе обслужува повеќе од 200.000 граѓани. Сојузот на борците од НОП и општина Штип ја одбележаа годишницата од смртта на народниот херој генерал Михајло Апостолски. Градот ќе му се одолжи на херојот со изградба на спомен куќа во Новосело. Сојузот на борци од Народно-ослободителната борба и општина Штип денес го одбележаа денот на смртта на народниот херој генерал Михајло Апостолски. Утринава беа положени букети цвеќе пред спомен бистата на херојот, каде имаше говор за делото на генерал Михајло Апостолски. Денеска се собра на ова место пред бистата на народниот херој генерал Михајло Апостолски, како би се подсети дека токму на овој ден, на 7 август 1987 година, пред 28 години престана да чука срцето на големиот и храбар великан. За великанот генерал Михајло Апостолски многу е пишувано, многу е речено, но неговите дела и активности може да се опишат само на овој начин, да му одадеме достоинствена почет. Михајло Апостолски бил македонски партизан, генерал, командант на Народно-ослободителната борба, воен теоретичар, политичар, историчар и народен херој. Основното и средното училиште ги завршил во Штип. Во 1927 година ја завршил Воената академија во Белград, во 1933 Високата воена академија, а во 1938 година ја завршил и Генерал-штабната академија. Во февруари 1945 година Михајло Апостолски поставен на должноста помошник началник на Врховниот штаб, односно на Генерал-штабот на Југословенската народна армија. Од 1946 до 1952 година Михајло Апостолски е командант на Сараевската војна област. Во 1958 година ја вршил должноста началник на Високата војна академија и началник на пешадијата на Југословенската војска. Пензионира во чин генерал полковник во 1958 година. Во 1953 година е првиот за народен херој, а во 1983 година стана прв доктор на војните науки од Република Македонија. За своето животно дело Михајло Апостолски е носител на многобројни македонски, југословенски и странски одликувања, ордени, медали, награди и признанија. Во 1953 година бил одликуван со орденот Народен херој. Добитник е и на наградата Авној во 1978 година, највисоката награда која доделувала СФРЈ.
Генералот Михајло Апостолски починал на 7 август 1987 година во Дојран, во 81-та година од својот живот. Во негова чест денес Војната академија Генерал Михајло Апостолски во Скопје го носи неговото име. Народниот херој генерал Михајло Апостолски ќе добие спомен куќа. Се работи за една од куќите кои неодамна општина Штип ги доби на подарок. Спомен куќа на вистина издржливо и тоа да биде во Ново село. Инаку да кажам дека ние од господинот Жан Митрев добивме на поклон 4 куќи во Ново село. Односно 3 куќи во Ново село кои се заштитени. Ние планираме значи перспективно да ги приуредиме и да ги направиме и мислам дека тоа ќе биде згодно место да биде таму на улица Никола Карев. Така да од наша страна таа иницијатива ќе ја прифатиме со расширени раце. Затоа што цениме дека генерал Михајло Апостолски, кој е многу заслужен за слободата на Македонија, заслужува да има едно такво каче во нашиот град. Во Штипско Ново село родени се многу значајни личности од историјата, меѓу кои Михајло Апостолски, Тодор Александров. Таму учители биле Даме Груев, Гоце Делчев и Ѓорче Петров. Градот треба да им се одолжи на значајните личности родени овде, вели градоначалникот Захариев. Тоа ако не беше Михајло Апостолски, кој завршил генерал штаб на Војна академија, кој направи елитна војска во Македонија, ние денеска немаше да имаме независна држава. Значи такви речи се раѓаат еднаш на 100 години. Михајло Апостолски заслужува сите пиетети и уважување од нашиот град. Идејата на Сојузот на борците и продолжувачите на традициите од НОП за изградба на споменик во Штип држи за Михајло Апостолски. Темелната реконструкција на дотрајните објекти ќе значи решавање на голем проблем на жителите на Ново село. Фале му во да се санира, да се среде, да се изграде нов објект и да се срушат вие паднати, така наречено, стари куки. Во е претежно страшно за дечиња од малото, што живеат тука. Јас сум најблиску, портата ми е нон-стоп затворена, страме е у секој момент дете надвор да излезе, уколку излезе, може да се случи нешто да падне. Еве пред 2 дена е во паднато од невремето. И ако има поголемо невреме, може и да се сруши целиот зид, да ни го блокира и влезо. Пред 10 години се продадени, а до сега ништо не се е преземало. Ние имаме постојано кола у дворо. Сега не смееме ни кола да качеме да растовареме ко се вратиме од село. Треба подхитно да биде санирано и да се среде. Најстрашно нешто у градот е, мислам, Што може да се направи? Може, например, за школото нешто да се направи како дом за ученици, студентите да си тука остануваат повеќе време да се учат. Мирно е. Па може и спомен куќе, али мислам дека за студенти ќе биде најпогодно, затоа што е мирно, не е прометна улица, тивко е. Треба тоа, музеј е одличен направен и сега тие стари некои куќи слушам паѓаат под некоја заштита, треба да се направат. Градоначалникот до сега и локалната самоуправа и САР, значи толку сложно работат што направија парко, направија стазата. Сега предлагат од Клисура до Отиња да направат мост, да не поплавува. Не добро, предобро, многу добро. Значи таков градоначалник и директор на ИСАР, двајца, да има уште 4 за цел Источна Македонија, доста. До сега во Ново село се изградени неколку христијански храмови, музеот на ВМРО, кој е сместен во старата куќа на Андонци. Обновен е термалниот извор Лџи, а во тек е изградбата и на други локации. Општина Штип во соработка со Црвениот крст и денес продолжи со собирно донатурската акција за настраданите во поплавите во Титово. Фондацијата Бочварски донираше храна и вода, а штипјанецот Александар Трајковски уште еднаш ја потврди својата хуманост. Хуманитарната акција за собирање помош за настраданите од невремето во Тетовско, која овие 2 дена општинската организација на Црвениот крст ја организираше во Штип на 3 поставени пункта во холот на општинската зграда во населбата Сењаки на малиот плоштад во центарот на градот, не предизвика поголемо внимание од случајните минувачи. Сепак предизвика внимание на Штипската фондација Бочварски, откаде доброволно излегува во пресрет и донираа прехранбени продукти, вода и пелени за најмалите. Сакаме да излеземе во пресрет, да помогнеме колку што можеме во нашата моќ и во нашиот домен, колку што е да дадеме еден придонес, прилог преку донација на вода, пелени за деца,
средства за хигиена и храна. Така што ги поттикнуваме и ги повикуваме сите граѓани на општина Штип и на сите околни градови низ Република Македонија да дадат свој придонес да им помогнеме на нашите сограѓани во моментите кога им е најпотребно. Својата хуманост уште еднаш ја покаже и штипјанецот Александар Трајковски Алекс. Одлучил да помогне, бидејќи почувствувал во животот како е да немаш, а никој да не ти помогне. Дека треба да се помогне. Да се помогне. Затоа што жена ми беше 8 години болесна од неизлечива болест. Тоа така беше 8 години, порачаваме лекови дури од Мексико, преку интернет, преку поштата, како сака и така. Никој да ми помогнал таа гледна точка, јас реши да дадам на некој. Па се состои претежно така барем од име од еден магазин од прехранбени продукти. Зајтин, леќа, гра, брашно, шеќер, сол, мислам се што треба, прашал хигиенски работи, такви вода, значи во вредност од 100 евра. И овој пат во акцијата беа вклучени и волонтерите на Штипскиот Црвен крст, ученици од Општинското основно училиште Ванчо Прке, предводени од нивната наставничка Дивна Малинова Трбоевиќ. Сега обично во летниот период сите сакаат да одмараат, да шетаат. Меѓутоа тие се несебични, значи во своето однесување и самите гледате колку се активни, така да мислам дека ќе продолжат и натаму да бидат добри и дека ќе негуваат само позитивни вредности. Од Општинската организација на Црвениот крст благодарни за донациите. Никола Камчев, секретар во Црвениот крст, истакна дека иако првобитно било предвидено пунктовите за собирање донации да бидат изложени само 2 дена, сепак акцијата ќе продолжи во просториите на оваа хуманитарна организација во Штип. Граѓаните најверојатно и поради тоа што се на летни одмори и поради тоа што можеби имат некои други обврски, се озваа, меѓутоа во помал број. Затоа ќе продолжиме и во идниот период да ја реализираме оваа хуманитарна акција. Граѓаните ќе може да ги донираат своите материјални добра и во просториите на Општинската организација на Црвен крст Штип секој работен ден од 8 до 15 часот. Општина Бирово ги известува граѓаните кои претрпеле штета од невремето која зафати Општина Бирово кон крајот на јули и почетокот на август, дека пријавување на материјалната штета на нивните имоти и земјоделски насади може да ја пријават во просториите на Општина Бирово секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот до 12 август. Барањето за настанати штети може да се достави и по електронски пат. Пријавите треба да бидат дополнети со фотокопија од лична карта и имотен лист. Денес и утре во Делчево се реализира 21-то издание на манифестацијата Гулачки фолклорни средби. Организаторите најавуваат учесници од повеќе држави од Балканот. Главната манифестација утре вечер на планината Гулак. Во врска со престојните гулачки средби, делчевските пожарникари апелираат да не се пали оган на отворено во шума. Ризикот од пожари, посебно утре кога се очекува голем број посетители на Гулак, е огромен. Во пресред на голачките фолклорни средби, противпожарната единица од Делчево апелира за поголема совесност на граѓаните кои што ќе решат да се искачат на Голак за престојниот празник Свети Пантелеймон. Секој неизгаснато догорче од цигара или оган кој што се пали најчесто за правење скара е потенцијална опасност за шумски пожари. Апелот особено се однесува до помладите, кои што во најголем дел вечерта спроти 9 август ноќта ја поминуваат под отворено небо на Голак. Во пресред на голачките фолклорни средби кои што се одржуваат на 8 и 9 август, апелирам до граѓаните да бидат многу внимателни за тоа што дел од граѓаните несовесно палат оган на отворен простор, исто така тој оган не го заштитуваат со камења или со земја за да не дојде до негово проширување. Знаеме дека нашата планина е едно доста убаво место за одмор и рекреација на нашите граѓани, така да апелирам граѓаните да бидат доста совесни, да не палат оган на места каде што истиот може да се прошири и исто така да не фрлаат запаливи цигари, одреден друг запалив материјал, така што мислам дека
Со самата зголемена свесност кај граѓаните ќе спречиме настанување на пожари и ќе ја зачуваме нашата убава средина со која што располагаме. Инаку и покрај апелот, екипа на територијалната противпожарна единица од Делчево за време на одржувањето на манифестацијата Голачки фолклорни средби ќе биде присутна на лице место, се со цел спречување на појавата на евентуалната огнена стихија. Вандализам во Штип. Жител на Штипско Новосело утринава го демолира мини паркот во близина на неговиот дом, изреволтиран од големата посетеност и фреквенција на луѓе. Високите температури им ги истенчи нервите на граѓаните. Акт на вандализам се случи во Штипско Новосело. Утрово несовесен граѓанин ги поливал клупите со масло, ги корнел засадените дрвца во паркот, каде од неодамна беше уреден од локалната самоуправа и јавното предпријатие ИСАР. 4,5 сато и го гледам комшијата како крше во дрвце. Ја го. Како ги клупите фарба со улје. Те, видиш? Зашо оваа работа направил ти? Улје, за да не седеме тука. А што му смета? Прашете го него. Ја и во го скрше. Зашто го тоа направил? На мене вика, оти сме седеле тука, гледале сме му у дворо. И портата вика фарба црна, да гледате се у црно. На мене вика така, ја и во. Жителот го пријавил случајот и во полиција. У 4,5 сато ја му викам полиција. Доаѓа полиција, сабале. Ја виш, и ја излавам. И му викам, шо правиш бе, нели те срам? И он вие кранките што икраши ги фрли у реката и туба со улје ја фрли у реката. Очи ги ми видео, а утре Света Петка, ако не сум гледал, очите ми испрснат. Несовесниот граѓанин, освен што го уништил паркчето за дружба на овдешните жители, тој ја загадувал и околината со фрлање на масло во реката. Утре православните верници го празнуваат денот посветен на Света Параскева. Празник кај народот познат и како Света Петка. Во Штип и Штипско има неколку храмови посветени на оваа светителка. Со света вечерна празнична богослужба во Параклисот при храмот Свети Климент Охридски во населба Сењак ќе започне одбележувањето на денот посветен на Света Петка Параскева Римјанка. Со литургијата ќе чиноначалствува неговото високо првосвештенство митрополитот Брегалнички господин Иларион. Празникот Лет на Света Петка е посветен на преподобната маченица Параскева Римјанка, бидејќи постојат повеќе свети петки. Оваа летна Света Петка е токму маченицата Параскева, каде што во низиното житие се вели дека низините родители биле римјани, дека биле христијани и дека таа како единствена ќерка им се родила по долги и искрени молитви. Рано и умреле родителите, а таа целиот имот го раздела на сиромаси и се замонашила. И како што било во тоа време христијанството било гонето, така и она била гонета, била измачувана, и покрај сите нејзини страдања, но за чудо таа многу брзо се излекувала од сите нејзини мајки страдања, така да нејзините мачители измислили дека нејзиното брзо оздравување се случува преку магии. Но самата Света Параскева или Света Петка на мачителите им рекла: не ми излекува твоите богови, туку мојот единствен Бог Исус Христос. И најпосле некој кнез по име Тарси ја исекол со меч. Што значи оваа летна Света Петка е маченицата Света Петка, додека она што славиме во октомври, таа е преподобна Параскева која не загинала маченички, туку својата смрт ја доживеела природно. Освен во Параклисот на Света Петка при храмот Свети Климент Охридски во населба Сењак, богослужби ќе има и во селата Љуботен, Сарчиево и во Калузлија, онаму каде се наоѓаат цркви изградени во чест на летна Света Петка. Три лица загинаа, 2 се повредени по експлозија на газ што се случи во текот на ноќта во рудникот Дарков во источниот дел на Чешка. На местото на несреќата веднаш пристигнала медицинска екипа и хеликоптер кој ги пренел повредените со изгореници во болница. Причините за несреќата ќе се испитуваат од страна на комисија составена од експерти кои се занимаваат со оваа област и представници на рударскиот синдикат во соработка со полицијата.
Силна експлозија на автомобил бомба експлодира из утрината во близина на седиштето на афганистанската влада во Кабул, при што најмалку 10 цивили загинале, додека над 120 биле ранети. Ниту една група досега не ја презеде одговорноста за нападот. Експлозијата била толку силна што од неа биле искршени стаклата на прозорците на 2 километра оддалеченост од автомобилот бомба. Уште 2 лица инфицирани со легионелоза во Њујорк починаа, со што бројката на жртви на легионерска треска достигна 10 лица. Откриени се приближно 100 случаи на заболување од тешко атипично воспаление на белите дробови. Главниот извор на инфекција се наоѓа во областа Јужен Бронкс на северот на градот. Екипата на Работнички обезбеди пласман во плей-оф фазата на Лига Европа, откако вчера одигра 1:1 на гостувањето кај фаворизираниот Трабзонспор. По регуларните 90 минути Трабзон победи со 1:0, но поради победата на Работнички со истиот резултат во Скопје, мечот отиде во продолженија. Во првото продолжение од 15 минути Марковски реализираше со глава во 112-та минута. Овој гол значеше пласман во следната квалификацијска рунда. Работнички уште еднаш покажа дека знае да игра на европската сцена. Победивме голем противник, еден невидено моќен клуб. Во овие среќни моменти кои ги имаме малку во нашиот македонски фудбал, треба искрено да се радуваме. Неверојатно сум горд на моите фудбалери, среќен поради се она што прикажавме во Турција, изјави Игор Ангеловски, тренер на фудбалскиот клуб Работнички. Турците не можат да поверуваат што им се случи, но тоа е најмалку важно во моментите кога Македонија го слави најголемиот успех во својот клубски фудбал. Како можни противници на Работнички во плей-офот се спомнуваат Борусија Дортмунд, Атлетик Билбао, Ајакс, Фенербахче, Рубин Казан. Ова е се во првото издание на Дневникот на Канал Плюс. Имајте убаво попладне и гледајте не повторно во 20 часот. За крај видете какво време не очекува викендов.